Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Голем пожар попладнево на депонијата Алинци. Граѓаните алармираат за густ чад на терен екипи од територијалната противпожарна единица Прилеп, јавните предпријатија и општествено одговорни компании. Младите во Прилеп го формираа второто локално собрание на млади. Избраа председавач, а објавен е јавниот повик за оформување на локален совет на млади на општина Прилеп. Македонија се сеќава на најголемата трагедија од поновата историја, една година од трагичниот пожар во Кочани. Започна уредувањето на просторот кај чарши џамија во срцето на старата градска чаршија Прилеп. Горивата од полноќ повторно со значително повисоки цени. Времето денеска умерено сончево, од утре пресврт на временските прилики. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винер Лайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Попладнево повторно густ чад на депонијата Алинци. Екипи на територијалната противпожарна единица Прилеп од јавните комунални предпријатија и општествено одговорни компании веќе се на терен за справување со пожарот. Градоначалникот Продановски на терен истакна дека градската депонија е дива и дека ваквите пожари се повторуваат и затоа општината е насочена кон трајно решавање на управувањето со отпад со изградбата на регионалната депонија во општина Новаци. Младите во Прилеп го формираа второто локално собрание на млади. Денеска се одржа конститутивната седница на собранието на млади за општина Прилеп. Локалното собрание брои 24 делегати од 5 средни училишта, од подмладокот на политичките партии застапени во општинскиот совет и од невладиниот сектор. Кои се очекувањата на младите од работата на ова тело, како ќе функционира собранието, а како советот на млади. Да го вратиме Прилеп на местото кое го заслужува како град на авангардна младина, рече градоначалникот Продановски пред почетокот на седницата. Поставиме едни нови граници за по кои што би следели други општини, односно овој квалитет кој што го имаме на млади луѓе, знаете, постојано сме надвор на надпревари, постојано представуваме државата, значи навистина има и креатива, има и енергија, ова да се канализира преку овој совет на млади и да Прилеп добие еден поразличен тек на настани од овие што денеска има. Тоа тело да функционира во пракса, да не биде само теоретски едно имагинарно тело кое што го има на хартија и кое што ги исполнува законските норми и принципи. Се надевам дека тоа тело навистина ќе функционира, младите ќе можат да бидат вклучени повеќе во донесувањето на политиките и одлуките на општината за самата општина, за самите млади. Нашите очекувања се да ги развиеме младите, тоест да ги поттикнеме младите да учествуваат во социјалниот живот на општината, како на општината, така и на заедницата, каде што се наоѓаат.
ние очекуваме што повеќе млади да се вклучуваат во овие процеси и да бидат глас на општината. Најпрво треба да бидеме обединети заради тоа што ние сите имаме исти цели. Не верувам дека сите што сме на масава имаме различни потреби. Ние сме млади, имаме потреба од здружување, немаме младиски центар. Законот предвидуваше во претходната година да имаме младиски центар, немаме. Ни треба едно обединување со цел луѓето што сакаат да се оствара во градов да има добар и квалитетен живот. Чекорот кој што следи е објавување на повик за кандидирање на членови на локалниот младински совет. Да напоменем дека тој брои 9 члена и после изгласувањето и одобрувањето од страна на членовите на собранието и изгласувањето на новиот состав на советот, верификацијата на мандатите на членовите на советот одат пред советот на општина Прилеп. Денеска е тој ден, обвиен во тага и болка, ден кога Македонија се ови во црно од загубата во трагичната несреќа кога во дискотеката на смртта во Кочани беа изгубени 63 млади животи. Македонија се сеќава со истата болка, со истата тага, никогаш да не се повтори. Учениците и наставниците од Општинското основно училиште Климент Охридски преку символичен перформанс испратија силна порака дека децата кои прерано ги загубија своите животи не се само деца на Кочани. L'amour et le ciel bleu, donnez-moi l'avenir, juste là dans mes mains, et je le ferai fleurir, des roses de jasmin, donnez-moi tout l'amour, même celui qui est s'éteint, je rallumerai le jour et le monde de demain. Ce monde, ce monde, ce monde, c'est le tien, c'est le mien, ce monde, c'est le mien, c'est le tien, ce monde, c'est le monde de demain, le monde de demain. Tu peux bien rire de moi, tu peux même dire ce que tu veux. Moi je l'abandonnerai pas, t'entends, je me bats. Ce soir encore, j'ai fait un vœu. Викендов продолжија градежните активности за доуредување на централното градско јадро на Прилеп. Екипи од јавното комунално предпријатие Комуналец во соработка и под надзор на Завод и музеј Прилеп го расчистуваа просторот околу чарши џамијата во срцето на старата градска чаршија. Според најавите, просторот ќе биде уреден и соодветно осветлен. Чарши џамија е заштитено културно добро и представува значаен дел од историското и културното наследство на Прилеп. Градоначалникот Дејан Продановски и директорката на Завод и музеј Прилеп Мимоза Христоска беа на увите од активностите за заштита на ова културно-историско добро. Прилеп не смее да има руинирани објекти во самиот центар на градот. Во координација со јавните комунални предпријатија и под надзор на Завод и музеј Прилеп пристапуваме кон внимателно расчистување и уредување на просторот околу овој локалитет. Просторот ќе биде исчистен, уреден, ограден и соодветно осветлен, со почит кон неговото историско значење. Различностите мора да ги почитуваме, а културното наследство да го чуваме, посочи градоначалникот Продановски на социјалните мрежи. Информација од спортот. Во 21-то коло од втората македонска лига, двете прилепски екипи забележаа порази во гости и на домашен терен. На градскиот стадион Гоце Делчев за прв пат по 4 надпревари поради казна од Фудбалската федерација на Македонија се играше пред публика. На ФК Победа и гостуваше екипата на ФК Скопје и сосема очекувано убедливо со 0-5 забележа убедлива победа. Фудбалерите на Осогово триумфираа со 2-0 против Големо Коњари во последниот надпревар од 21-то коло во втората македонска фудбалска лига. На табелата Победа се наоѓа на 13-тото место со 14 бодови, а ФК Големо Коњари е на последното место со 4 освоени бодови. Временска прогноза.
Времето денеска сончево со умерена облачност и со слаб до умерен ветер од јужен правец. Попладне променливо облачно со сончеви периоди. Наместа ќе има услови за локални слаби врнежи од дожд. Во Прилеп минималната температура се спушти до 1, а максималната достигна до 15 степени. Во следните неколку денови времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, кои во западните делови ќе бидат пообилни. Поради спуштање на ладна воздушна маса на некои од повисоките места ќе има услови врнежите да поминуваат од дожд во снег, а на планините од снег. Во среда во источните делови ќе дува умерен ветер, претежно од јужен правец, а во западните делови од западен правец. Од четврток ветрот ќе го смени правецот во северен. Дневната температура ќе има тенденција на опаѓање. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника вести, продукција Радио Пела, март 2026. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.